нови активности на старата иницијатива за отстранување на политичката бариера, која не дозволува да се дигне рампата на граничниот премин Клепало, па иницијативата стара 6 години, ја следи период на топло-ладно однесување на двете страни, и на Македонија и на Бугарија. Проблема естествено, както каза... За жал, од наша страна е големиот проблем за отворање на преминот. Проблемот, како што кажуваат луѓето од нашата извршна власт, е значењето на подпишаниот договор за добрососедство и соработка. Следствено на тоа, од тука натаму се треба да биде јасно. Нашата иницијатива треба да биде завршена до крај и не случајно ние сме иницирале средби и со министрите за надворешни работи и претседателите на двете држави. Македонската страна е позитивно расположена и ја потпира оваа идеја. И од бугарската страна, како што кажав, има расположение, меѓутоа во различни периоди, веројатно, приоритетите на политиките на двете страни ја занимаруваат потребата на луѓето од регионот. Предлогот на иницијативниот одбор е преминот да биде локален и потеркот на границата со Србија, Пелинце, Прохорчински. Во прво време се насочиме кон меѓународен премин, меѓутоа видовме дека за реализација на овој начин, на овој вид на премин, дека во моментов не е возможно, бидејќи повеќе инфраструктурни нешта треба работи да се сработат. Низ процесот на заложби откривме дека можеме да го отвориме во прво време како регионален премин, што би значило луѓето 30 километри од едната и од другата страна да може да се движат со лични исправи. Жителите од општините Берово, Василево, Пехчево од Македонија и Струмјан и Сантански Кресна, Симитли од Бугарија чекаат со години да се подигне рампата на преминот, бидејќи овие луѓе имаат роднини и имоти од двете страни на границата. Навистина би значало доста за развојот на туризмот, бидејќи Бугарија станува на само 15 километри од местото каде што сега моментално стоиме, а веќе Грција на 60 километри. Значи проток на голем проток на луѓе, голем проток на материјални добра. Имаме отварање на сите граници на Европската унија и Македонија од друга страна која тежне како членка за влез во Европската унија, така и ние треба да тежнееме за отварање на сите граници. Имаме асфалтиран пат, имаме изграден објект кој објект по проектната документација значи дека ќе го користат службите, царинските служби. Единствен проблем е да тоа што е изградено се стави сега во подобра состојба, да се санира и од страна на Република Бугарија патот од Клепало до село Микрево се изгради. Изградените гранични објекти од македонска страна пропаѓаат неискористени повеќе од 2 децении, а иницијативата за нивно ставање во функција започна како детектирана потреба на граѓаните на форумите на заедницата уште во 2009 година. Од тогаш, овој премин е во изборната програма на сите политичари од овој регион, и од Бугарија, и од Македонија.